период от 1 до 15.12.2012 година во просторите на Систем 40 часа и со такви преку телефоните и електронска пошта поднесено 15 бари. Нив 8 затворени, 4 одложени, 3 се во тек. И тоа главно се работи за прашање во врска со инспекцијски надзор. Неколку пати тие прашања се поставувани, али се уште не одложени. Колку се одложени? 3. Во тек? Во тек 3-4 одложени и 8 затворени. Што е преземено однос на барање број 740? Taj period na koji Ганжан, че он в момента не е устојава да реновира, а от службите нема начин как да се останат тия недостатъци негли. И ако има нещо средства, финански средства да се подлежи на реновиране на таблики. Што може да стигаме тука? Уште за реагирање од форма. Задолжавам дека треба да санира барам за Ако не може, што кои инструменти Моли? Има наследници сигурно. Тој не е лупот. Да. По едно писмо, решение. За задолжа се одреден рок. За рок обавен. За тоа што таа беше Значи средства им даде ако да учат. им дадеме средства, како им дадеме. На бабата им дадеме. Но той и не беше 40. Ека не. Не се жалее, си като шепата. Тем, што и да са не това. На бабата им дадеме, че то се... Видите се, че настрадане е гождан, това настрадане че изгледа. Така се изкористят решението се задължи, не начално, защото се даде рок. 739 нема одговор во тек од 10.12. Повеќе пати не поменува се баш. И обично проценти 48 се пренесува да бидат затворени си. Има ли реакција за овој случај? Тоа се работи за некоја фирма, градажна фирма, што има таму до самата пруга, меѓутоа и од железните интервенирано и од фирмата. Меѓутоа пак остана на шутот таму. Постојано се фрла таму шутот? Не, тоа е како сепарација имат, го чуват своја приватно песокче за користење на други цели. Ако е до пристапот на железничка... Не е оддалечено на 10 метра од пругата, меѓутоа се бил мобилизиран на пругата. Тоа се работи за... Чие земјиште е тоа? На РМ земјиште. По кога сте го користите на тоа? Користат како превремено оставање таму. Ама и за привремено и за непривремено јавни површини кога се користат се знаат... Тоа не е ни на железница, само... Ако не е на железница, тогаш е на општините. Ще видите... Во районото железница има решение да плаќа под Кутириев него што и дадеме и ќе ти дојде да пита зашо, одговорот се знае.
Имат ли? Виж как чу принесли. 738, че некој малерозна дата да не е 10-12. Нито еден нема финален одговор од бараните од 10-12. Дали има излезен инспекторат на оваа? Бункерот. Спротија Бранча, дека надолу према пошта шо да. Кој ги убие таму? Број 1. Там се покисам. Од дека на дека се бројат? Од кај банго на веќе или од... Не, од тук надолу. Каде Талја Бикова, од каде спортската сала, Одеш на поштата долу. надолу лево е чиф, десно е тек. Коли има Значи треба да биде на Ќосев, број 1. Денеска е 24, ова е 10-12, ние имаме систем 48 Тоа часа, не 48 дена. поминаваме на таа улица, немше тогаш кога ни кажа усмено дека на таа улица има ѓубре, ние испаднаме на Значи, терен. човекот се пријавил кој е со име и презиме. Овде до некој Проверено е тогаш го баш на таа. пријават, да знаеме за што е пријавено. Ами да се даде одговор за 48 на човек, чека и после испаѓаме несериозни. Или ти кажеш за тоа што ти се мисли? Значи како број не еден ѓубре. Може и за ден Да пишете Там се само други, има нека површина празна. Видете на лице местиш. И овие три барања за 2 дена ще ми договорите што сте направили за понатаму. Во извештајниот период, односно од 1 до 15 декември, преку Општинскиот центар за услуги, кој нуди различни услуги во поглед на поднесените барања, во врска со барањата за следба со градоначалникот, биле поднесени 27 барања, а реализирани се 22, додека 9 се пренасочени. Што се однесува до потрошувачката на гориво, скоро е идентична со претходниот период и со оглед на воздух парк на општинската администрација. Во извештајниот период одржани се 202 седници на Советот на општина Гевгелија со вкупно 53 точки на дневниот ред. Освоени се 42, одложени 11, при што 8 на едната седница, 2 на другата седница, меѓутоа на седницата од 10 освоени се 8 точки, при што одложени се само 2. Комисиите имат одржано 8 седници, 6 извештаи се изготвени и 8 предлог акти кои се биле на дневен ред на седницата на Совет. Од надлежност на градоначалникот на општината изработени се 8 акти. Изготвени се 59 доверенија за стојбата со наплата на даноците на имоти и комуналните такси, при што 53 уверенија за состојбата со наплата на данокот на имот и 6 за комуналните такси. Во одделение за комунални работи и локални патишта во извештаен период постапка за утврдување на надомни за урбување на градско земјиште доставени се 2 барања, двете се решени. Во тек има поеднати или се не одложени за тоа што сакали малку побавно. Надомество за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти доставени се 10 барања, решени 14 и од оние што и прошлиот пат зборевме што треба да плаќат, имат земано налози, а ги чекаме да не речеме по цела година. Писмено ги известиме, помина 15 дена, помина уште 15 дена и сега барам одобрение ден ги одбиеме, затоа што никако не... Устно веќе... Прекин нема. Нема прекин, сега одбиеме. Никој пат нема да има право да легализира. Со усмено
по 4-5 пати разговарано и писмено по 2 пати на некои и се гледа дека немат намера, едноставно поднеле, налог взеле, никако да да платат. Тие се стотина предмети такви. Медиумски дали обявеното? Да. Беше медиумски. Колко моменти им стоя, отивахме неколко платат, да. им биде odbijen 15 барен. дена рок им беше дадено, сега по втор път им пише уште по 10. И тоа измина и стварно не знам што да правим. Затоа, кога се вратам, да знам што да кажам на Варица, да ги вратим или не, односно одбиеме да се разбереме, затоа што Обявете още веднъж преко медиумите, преко новата, петокварено да платят им бидат odbijeni барените. Сите овие што имате стечено сите рокови. сите рокови Още- стечени по две рокови. Още, да. Тие Значи ли сите што са упоменати за колко до 28. 28 да така. Не го подмерат, а ќе им бидат барените odbijeni. После веќе се чисти. Напомнено дека ќе бидат рушени. Да. Затоа што е последица, Да, да. само Да. Нема, од Богданци има 1-2 години. Први ден, година и пол. Кај вас знам отидува многу пати долу во школа бехме и тука и ќе биде и сега и писмени опомени. Нема намера да дојде футна Лена до душо ти го знае, уште кога кажах кој е по име и презиме, вика не чека да плати. Така да не знам што да правам с това. Има ли можност тие средства да се наплатят преко присъдна наплати, преко извършител? Не ме договор, не ти ги са правиш. решени. Само решение. Сега да иззад. Сега за. Користие на јавни површини за поставување на градежни материјали и обредно дрво, доставено едно барење, тоа е решено. Користие на јавни површини преку угостителски објекти, едно во тек. Користие на јавни површини площади за репрезентација и поставување на тезги, нема доставено во овој период. Постапка за експроприација нема во овој период, ама во тек имаме и за Мирко Делев улицата УШД и за булевар Гевгелија. Издавање на изводи од лиценци за автотакси, доставени се 2 барања, решени се 3, затоа што од претходниот период имаше недорешени. Овој дел е овие двете барања што се доставени за надоместо за уредување, разлика во доизградени објекти. Се знаете кои се тие две. Построена инсталација во заштитен појас на пат нема. Вршење на јавна дејност на јавна површина пред угостителски објекти нема. Јавна површина за презентација и поставување на тезги нема. Вертикална сигнализација во овој период има интервенции 7, нови знакови 5 и нови столби 9, уствари интервенциите се 7, а знакови се по 5. Од кои во Моин, Гевгелија, Смоквица и за јавно осветлување има 26 интервенции. Истите се во Гевгелија 10 и во Мировци 16. Одобрењето за организам за дејност по архитектура и заштита на животната средина во извештајниот период од 3 до 15 декември доставени се следните барања. За барање за одобрение за градење има 3 нови барања и едно од претходниот период. Решено е едно, станати се 3. Одобрение за адаптација со пренамена, тоа е едно барање кое што се провлекува веќе 2-3 месеци, заради тоа што страната побара одложување во однос на плаќањето за пренамена од стамбено делови простор. Одобрение за употреба на градбата. Ще не се откажува од намерата само од Да, и таму веќе има рок. И тоа е веќе се. известеите страни. Одобрение за употреба на градбата, има едно одобрение од претходниот период, сега е решено во овој период и нема предмети во постапка. Извод од урбанистички план. Поднесени се 70 барања
Решени се 72. Повеќето се од Министерството за финанси. Легализација на бесправно изградени објекти во овој извештаен период дадени се 11 согласности, урбанистички согласности, а решенија 19. Останати за решавање се 2704. Урбанистички планови поднесени се 3 нови иницијативи, така да во постапка на изготвување се 25 нацрт плана и 6 предлога. Промена на инвеститор, има едно барање, истото е решено. Одобрение за поставување на урбана опрема, тие 8 кои ще не се публикуваат веќе од многу подолг период пред 2 нови, вкупно 10. За градежно земјиште, значи има доставено, објавено 8 градежни парцели, од кои што 4 се за индивидуално домување и 4 од претходниот период. За барање за непосредна, за додување на градежно земјиште со непосредна спогодба има едно, истото е во постапка на решавање. И од јавно надавање изготвени се 3 решенија, од кои што веќе и 2 се платени. За барање Има ли интерес за овие новите објави? Се уште има повеќе околу се распрашуваат каде што и како напишано правилот следни ден. За сите парцели? За 4-те што се натерални. А за откупните? Тоа е на 9-ти. На 9-ти. Дали има интерес јавување за нив? Се распрашуваат само. Решение за елаборат за животната средина, има 2 нови барања од претходниот период, едно барање, решено едно и останато во постапка на решавање едно барање. Решение за градби за кои не е потребно одобрение за градби, тоа се на помошните објекти, во склоп на една парцела. Значи има едно барање од претходниот период, решено, и еден во постапка. Одделението за инспекција надзор од страна на гражданите инспектор од период од 1 до 15 јануар донесени се 4 заклучици за констатација, едно решение за уривање и едно изјаснување до странка. На страна на инспектор за животна средина изготвени се 2 записника, донесени се 2 решенија, има направено 6 инспекции надзори и контроли и една жалба. Тоа се однесува за заштита на забричава и заштита за животна средина. Од страна на инспектора за домување има направено 4 записника, 3 решенија, 3 заклучи за запиране постапката и 7 едукација. Во данъчното одделение во период од 1 до 15 декември изработени се 37 данъчни пријави за данък на имот за физички лица со 2 решенија во износ од 2836 дена. За данък на имот на правни лица изработени се 2 данъчни пријави. За данък на промет на недвижности и права изработени се 15 решенија во износ од 514,074 денари. За данък на наследство и подарок изработени се 19 решенија и сите се ослободени од данък на наследство и подарок. За комунална такса за изтекнување на фирма изработени се 4 решенија во износ од 6500 денари. Комунална такса за користење на простор едно решение во износ од 2184 денари. Комунална такса за изтекнување на рекламни објави и огласи едно решение, износ 1600 денари.
Комунална такса за користене на площади и друг простор в града. Изработени са 10 решения, възлиза от 2 милиона 12 970 денari. Решения за поврат или пренасочуване. Изработени са 4 решения, възлиза от 40 000 денari. Решение за писана наплата няма главен период. Наплатата по однос на предходната година за овој период за данък на имот за физички лица е по-голема, во износ од 5 милиона 73 416 денари. За данък на имот за правни лица е малко по-малък во однос на предходната година, во износ од 3 милиона 569 356 денари. За данък на промет за физички лица 6 милиона 303 544 денари. За данък на промет за правни лица 9 милиона 891 906 денари. Да, веќе има още напред. Тоа да сме до истиот износ како ланската година. Данък на наследство и подарък е по-горен 840 104. Комунална такса за изтъкнуване на фирма 6 милиона 913 денари. Много по-голяма е за ланската година. Комунална такса за користене на простор 784 630 денари. Комунална такса за изтъкнуване на реклами обяви огласи 20 800 денари. И комунална такса за користене на площади. Трябва да проверим защо е ланската година е толкова голяма. В последният период от ноември е 220. Такова предмет се работа толкова. Трябва да се види. И комунална такса за користене на площада е 16 810. За е по-малко. За извършеният период от 1 до 15-12 териториалното държавна единица има изразено 76 интервенции, от кои е една на отворен простор, Мегитрун, по моста на Сува река Изина. Превозите 5 са на обекти, това на оджаци на колективна сграда на Георги Петров, оджак на колективна сграда на Чедан Очек на Богданици, оджак на колективна сграда на улица Полин Делдовски, оджак на кухия на село Стояково и оджак на колективна сграда на улица Линденска. Технически интервенции няма изглеждане и редовно допълнителни прегледи са извършени. Културно бензинно возило там 180, местена печка огражда ПП превозилата и потреба вложени на по-ниски температури по булата, заварена фиксна скала на ПП возило там 170 и падане на приходно зависимо от допълнителните. Горивото исто, държам съответно да бъде. Държавното предприятие Комунарец работите и активностите се биваат текни. Подочно во секторот на новна хигиена, както не се било, пазар, градски гробища. Во делот на собирањето смет имаме опаѓање на количини во поголем дел од категориите. Генерално, кај домакинствата имаме опаѓање од 13%, кај правните лица од 16%. Само превърна ги сега, гледайки от тук, в односът на извещеният период които сега по 1.11, 2011 до 15.11 и 16.11 до 30.11. Ще не го гледаме до 15 декември периодът, не? Ноември. Не е грешка. Видете ги, съодността са втората половина на ноември в однос на първа половина на ноември процентите.
услуги. Се грешка нещо. Таму се даде на првото 1.11 до 15.11, а Джоко ги чита од 16.11 до... Не, од 1.12 до 15.12. Тука има грешка в извештајот има. Нема логика од опаѓањето на тој преглед е во однос на ноември 2011, а иначе таму тоа е сформулирано ноември со раст во однос на... Значи извештајот, ако е грешка воопшто не би да видел извештајот. Че е на прометот. Се е грешка. Потрошеното гориво имаме опаѓање од 2%, слично е како во изминатиот период, со опаѓање од 2%. Во работната единица паркови зелениво има сезонски активности, во смисол на каstaње грва. Кај градскиот пазар имаме во делот на наплатна пазаришна такса паѓање од 17%. Тргни ги извештајот. Тргни ги извештајот со тие грешки. Не е точно. А кај наплатните резервации за градскиот пазар имаме зголемување од 37%. Има нешто грешки да снижим таму. Погрешен извештај за преходен период пратен. На водовод и канализација представникот не е присутен од управување на финансите. Чудно е грешка. Тоа што е дадено на службата да се прекаже и овие што јас ги кај мене, значи не е исто, не знам дали да го презентираме или не. Може да го презентирате како информација да е Како информација, состојбата во секторот комерцијално наплатен и финансово сметковиот сектор е следно за период сега што го дадемо од 1.12 до 15.12. Купно наплата, купно фактурирано е намалено во однос на претходниот тргоден период за 2,59%. На поборувањата се намалени за 0,04%, тоа се однесува за физички лица. Кај правните лица, состојбата на купно фактурирано е намалена за 15,82%, а наплата е намалена за 10,05%. Ова помалечко намалување во кај правните лица се одразува на активност во претходна што имавме околу доставување на поголем број на опомени и да кажем опомени пред дислучување и опомени пред утужување и носење на патување до извршители и нотари, така да очекуваме сега, бидејќи тоа ги имавме исто така и за правните лица, очекуваме овој период од 15 односно 17 како па и понеделник декември 18 како беше до наредниот последниот дел од ова година, да тој процент што е кај правните лица намален да малку биде зголемен и наплата и а исто време да бидат и намалени поборувањата од правните лица. А не да дошто друг извештај го дадам не ме. Добро.